Бранителот Димче Манчов од Кочани, порано професионални војник во редовите на македонската армија, а денес полицаец во редовите на МВР, како надомест на нематеријална штета поради трауми претрпени во воената 2001 година, добил околу 7000 евра. На 24 април оваа година, односно пред само 2 недели, од страна на извршител добил известување дека ќе треба да ја врати земената одштета со законска камата и тоа во висина од околу 20.000 евра. Од страна на полицајецот Димче Манчов имам одобрение да одржам оваа пресконференција. Тој не сакаше да се појави пред камери, му беше непријатно, можете вие понатаму да го контактирате, воедно и од неговиот адвокат. Настанот за кој што Димче добил оштета од страна на државата, ќе го прочитам изворно од пресудата на Основниот суд Скопје 1 од Скопје. Од исказот на тужителот, сослушан во својство на странка, судот утврди дека во моментот кога се движеле со транспортерот низ село Ваксинце, морале да застанат бидејќи имало блокада на патот од дрљач земјоделско орудие. Сите петорица кои биле во транспортерот се договориле нагло да излезат од возилото за да го тргнат дрљачот. Двојаков и Петров Владко ги отвориле капаците и веднаш били зарешетани со крушуми во главите. Горон Митревски бил погоден во кишмата и паднал од транспортерот на земја. Тужителот успеал да го повлече телото на Двојаков назад во транспортерот. Главата му паднала на коленици, тој уште дишал и мрдал и неговиот мозок истекол во неговиот шлем. Шлемот на Димче му летнал кога ја подадал главата надвор од транспортерот. Другиот војник Владко, тужителот успеал да го повлече внатре во транспортерот, но тој веќе бил мртов. Пукањето продолжило, се работело за повеќе пушки кои што сорафали, пукале врз оклопниот транспортер. Повеќе стотици испукувања кои што стварале силен звук кој што го потресувал тужителот додека бил во транспортерот. Со крајни напори, возачот на транспортерот го поминал дрљачот и некако успеал да излезе од селото, при што стигнале до пунктот на Макпетрол на крајот на селото. Кога стигнале до пунктот, никој од војската не сакал да му помогне на Димче да ги изнесе телата на двајцата загинати другари од транспортерот, па тој самиот морал да го направи тоа. Потоа дошло амбулантно возило и Димче го однеле во амбулантата во кругот на касарната. Ова е еден крвав настан кој што се случи во 2001 година. Во овој настан Димче имал многу лошо искуство во неговите раце да паднат неговите двајца другари од армијата, едниот старешина, другиот професионален војник. Како последица на претрпените трауми, Димче се здобил со последици по неговото здравје, поради што од страна на адвокат била покрената тужба до Министерството за одбрана. Основниот суд Скопје 1 одговорил позитивно на тужбата на Димче и донел пресуда со која што заради судот смета дека поради ваквиот интензитет и време трајање на претрпениот страф праведен паричен надомест е износ од 250.000 денари и судот смета дека правичен паричен надомест по основ на намалена општа животна способност представува износот од 120.000 денари. Тоа значи дека Димче вкупно добил 370.000 денари, кои што заедно со другите трошкови се вредност од приближно 7.000 евра. Значи некаде после војната Димче добил оштета од околу 7.000 евра. Од страна на Министерство за одбрана до апелациониот суд била покрената жалба, но апелациониот суд ја потврдил пресудата на Основниот суд и го задолжил Министерството за одбрана да му ги исплати овие околу 7.000 евра на Димче. Потоа верувам дека целата македонска јавност знае за тужбите кои што МВР ги покренуваше против војните инвалиди, меѓу кои што имаше и неколку тужби против војни инвалиди од редовите на армијата. Поради силниот притисок кој што достоинство го изврши врз тогашниот министер за внатрешни работи, овие тужби против војните инвалиди беа повлечени.
Основот врз основ на кој што тужбите беа повлечени е членот 205 од Законот за облигации, кој што е многу јасен. Не може да се бара враќање на неосновано платени износи на име надомест на штетата поради повреда на телото, нарушување на здравјето или смрт, доколку исплатата му извршена на совесен прибавувач. Димче е совесен прибавувач затоа што оваа оштета ја земал со пресуда на основен суд која што е потврдено од апелациониот суд. Ние се прашуваме зошто Министерството за одбрана чекало толку многу и сега во месец април 2017 година бара со законска камата Димче да ја врати земаната оштета. Затоа во оваа прилика го повикуваме министерот Зоран Јолевски веднаш да ја повлече, да го повлече барањето до сега полицајецот Димче со законска камата да ја врати земената оштета. Ваквиот чин зборува и за лажниот патриотизам на ВМРО ДПМН, за кој што ние како достоинство цело време укажуваме. Се надеваме дека министерот Зоран Јолевски ќе покаже трошка совест. Веруваме дека и покрај се тој е честен човек, дојден од страна во Македонија и пред да ја напушти неговата сега веќе техничка функција министер за одбрана, ќе го повлече ова барање, бидејќи врз основ на членот 205 тој има право да го направи тоа. Доколку министерот Зоран Јолевски не го повлече барањето, полицајецот Димче со законска камата да ја врати земената оштета, односно наместо земените 7, сега да врати 20.000 евра, пари кои што ќе почнат од следниот месец да му се одбиват на Димче, бидејќи неговата сметка веќе е блокирана, тогаш најавуваме една граѓанска иницијатива, ние како достоинство ќе се обидеме да ги собереме овие 20.000 евра и да ги вратиме во Министерството за одбрана, доколку толку многу им дошло до овие пари. Доколку имате прашања, повелете. Која е причината зашто Министерство да ги бара пари на назад од господинот Мачев? Мислам дека за тоа најдобро да се обратите до Министерството за одбрана. Јас во текот на денешниот ден се јави во Министерството за одбрана и побарав средба со министерот Јолевски, средба на која што би присуствувал заедно со Димче, кој што треба да ја врати оваа оштета. Се уште чекаме одговор. Се надевам дека министерот за почеток ќе не прими или нека го прими само Димче, за Димче да му објасни подробно. Овде ги имам сите пресуди кои што можам да ви ги покажам. Овде го имам барањето од извршителот, потоа ја имам пресудата од првостепениот суд, пресудата од апелациониот суд, пресудата од Врховниот суд, кој што пресудил спротивно, и барањето за враќање на овие пари со законска затезна камата. Должни сме да укажеме дека во една ваква чувствителна безбедносна состојба, ваквиот чин ја намалува и онака ниската борбена подготвеност на македонските безбедносни сили, бидејќи после сето она што ние бранителите го доживеавме од представниците на нашата држава, од власта во нашата држава, се поставува прашање што доколку утре повторно има потреба од нас македонските бранители, бидејќи како што верувам целата јавност знае, од 2004 година војниот рок е укинат, задолжителниот воен рок, и во случаи од потреба на одбрана на државата, државата повторно ќе треба да се подпре на нас, бранителите од 2001 година, иако малку остарени и амортизирани. Доколку имате прашања, повелете. Која година добила штетата на Димче? Тоа ќе мора да го погледате во документите, но мислам дека е некаде во текот на 2004-2005 година, но не сум сигурен. Значи многу одамна. Затоа и се прашуваме зошто сега, пред промена на власта, пред промена на министерството, се покренува ваков едно абсурдно барање, кое што крајно негативно се одразува на Димче. Ставете се на местото на Димче, кој што денес е полицаец и кој што не сака да се појави пред камера, бидејќи му е срам од оно што го доживува од неговата држава. Во рацете на Димче паднале двајцата негови загинати другари. Мозокот на неговиот другар му истекол во раце. Димче не е среќен затоа што ги земал овие пари, тој би бил најсреќен кога не би доживеал вакви трауми, никогаш не би земал таква оштета. С краја да се вакви пари, тоа го зборуваат сите војни инвалиди од 2001 година,
тоа го зборува и семејствата на загинатите бранители, и затоа се надеваме дека министерот Јолевски ќе покаже човечност и ќе го повлече ваквото барање. Врз основа на што е поднесено барањето за враќање на средствата кога судот донел одлука дека тие средства му спаѓаат на господинот? Врховниот суд донел пресуда со која што ја преиначил пресудата на Основниот суд и на Апелацијскиот суд и ги укинал побарувањата на тужителот Димче. Значи Врховниот суд е оној кој што пресудува спротивно на Основниот и Апелациониот суд. Но поентата е нешто сосем друго. Врз основ на член 205 од Закон за облигациони односи, министерот без никакви проблеми денес, до крајот на работното време, може да го повлече ова барање. Впрочем, така постапи и Гордана Јанкуловска после силниот притисок на јавноста, благодарение на пресконференциите и активностите на достоинство. Ние од министерот Јолевски бараме да го направи истото, бидејќи во Министерството за одбрана постојат неколку вакви предмети кои што се амнестирани од страна на претходниот министер за одбрана. Дали достоинство до крај ќе остане да бара од Министерството за одбрана да повлече тужбата, зашто рековте и претходно дека ќе имате иницијатива во партијата само да ги пратите пари? Паралелно ќе ги тераме двете работи со тоа што јас сакам да верувам дека министерот Јолевски во следните неколку дена ќе го повлече ова апсурдно барање. Тоа значи дека како барате што се веќе собирате иницијатива да ги вратите парите, верувате дека можеби ме правилно донесено одлуката? Апсолутно не. Но ние сакаме да помогнеме на Димче кој што се наоѓа во многу непријатна ситуација. Доколку Јолевски не го повлече ваквото барање, истото барање ќе го патиме до следниот министер за одбрана, кај кој што очекуваме да наидеме на разбирање. Доколку и тогаш не наидеме на разбирање, ќе покренеме иницијатива ние да собереме 20.000 евра. Верувам дека можеме тоа да го направиме и истите пари да ги уплатиме на сметка на Министерството за одбрана, но сепак мислам дека нема да дојдеме до тоа. Мислам дека овој министер ќе покаже доблес и ќе го повлече ваквото барање. Дали ова е единствен случај, има и други такви случаи на кои со пресуда им е дадена финансиска оштета, а сега бараат тие средства да бидат вратени? Ова е стар проблем. Ние како бранители со овој проблем се судривме веднаш после промената на власта некаде во 2007 година. Тогаш Министерството за внатрешни работи врз основа на пресудите на Врховниот суд почна да ги тужи војните инвалиди. Чашата ја прели тужбата против семејствата на загинатите бранители од Вејце, кога Гордана Јанкуловска начело на МВР ги тужеше родителите, татковците и мајките, сопругите и децата на загинатите бранители кај Вејце. Тогаш поради силниот притисок на јавноста МВР ги повлече тужбите врз основа на член 205 од Закон за облигации. Ние сме изненадени зошто можеби 6-7 години подоцна се појавува повторно овој проблем за еден единечен случај, но имаме уште еден старешина од Арама кој што исто така е тужен од страна на Министерството за одбрана да врати дел од оштетата која што има земено.